Бушави глави. Тесто е нешто што се прави, например, со млекото, со водата и со брашното. Тесто е едно како бело, што обично го правиме како леп или кифли. Тесто е една бела топка што можеш да правиш торти, леп. Тесто е едно како меко и се прават пити, торти. Тесто е што правиме кифли, пити, леп. Од тесто се прават пици, пити, кифли. Тесто е нешто кога правиме пита, кифли и друго. Па тесто таму ставаме вода и после го месиме. Ние правиме тесто за да, например, правиме кифели, гевреци, така лепчиња. Тестото се сука со сукалка. Бело и црно брашно. Може да се стави и квасец за тестото да нарасне. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! Замешува со вода, сол и зејтин. Купуваме брашно и го завесуваме лебот. Не смееме ние како ќе ни текне да правиме тесто, бидејќи нема да го погодиме рецептот. Па ставаме вода и брашно. Потоа му додаваме малку солца и зејтин. Некогаш мајките го дираат тестото за да се направи. Ја сум пробала некогаш неживо тесто што не е живо. Децата помагаат на мајките. Во тестото стават квасот за да порасне. Може да му се стави нешто друго, но мора да има брашно. Чекаме прве да нарасне и после да го ставиме да се пече. И како убаво ќе се измеси, се става да се пече. Со едно дрво го месиме и после се става да се пече. Не треба да го печеме на многу јака температура. Кога ќе порасне, тоа може да се стави и да се пече. Вака да порастеме како тесто. Па бога ми, драги деца, треба да внимавате да не јадете премногу секој ден тесто, иако е толку многу вкусно. Јас многу го сакам, па нели се става малку брашно, па квасец, па полека се долива водичка, па тоа за да нарасне. Уживав да го фаќам тестото, да го допирам кога мајка ми правеше мазник. Пита, нели, тоа би се рекло вака по широко прифатено. Или пак кифлички со сирење. Многу сакав, не значи дека бев дебел код дете, бев здраво така, полничко, фино детенце. Меѓутоа многу, што знам, многу уживав во тоа да гледам и заради мекоста, а веројатно тоа има денеска и многу смисла и со и поврзано со личноста, да бидеш мек човек, да бидеш нели добра се не сваш, меѓутоа мек однос да имаш со луѓето, а и мекоста во поглед на интерпретацијата кога свирам различни дела. Веројатно има некоја
што знам, генерална димензија околу личноста, јас да ги сакам меките нешта во животот и затоа ми беше многу интересно да го фаќам па да ги менувам формите, па таа понекогаш малце да се не да се налути, ама да ме предупреди, ај сега малце повнимателно, ај сега остаеме, ај сега доста беше тоа и така натаму. Ама да, и денеска ако повеќе внимавам од што треба, пак си подкаснувам мореве, а не душа да те слушам. Три, барам, тука сум. Јупси. Тука сум. Лупа. Тука сум. Каде си? Тука сум. Тука сум. Идам. Кај си? Тука сум. Сега ќе ме фатам. Кај да ќе ме фатам? Кај да ќе ме фатам? Кај да ќе фатам? Кај да ќе фатам? Некого фатив. Нешто фатив. И отвори ги очите. И фатив. Ве фатив. Готови сте. Готови сте. Драги деца, бидете прво здрави, трудете се да бидете здрави, да бидете среќни и радосни. Тоа е многу важно, заради тоа што ќе се чувствувате многу поисполнети и ќе имате повеќе енергија да го правите она што го сакате. Слушайте ги мама и тато, па и учителите. Не може би секогаш, меѓутоа како растете, ќе видите дека ако сте ги слушале, не сте грешеле, а од друга страна верувајте во себе и ако си имате некоја особена желба или цел во животот, пратете ја, работете вредно за да ја остварите, така ќе бидете уште посреќни. Бушави глави.